Донесов две книгички, но во моментов пред самиот почеток на снимање си кажав не. Ако работам со мои книги, може би гледачите ќе помислат дека јас моите книги ги донесов со намера. А бидејќи овде имаше многу книги кои што ги видов, јас си земав за право да ги земам првите 3 што ми дојда. Па Марија, имам. Кој би бил твојот избор? Која книга би ја одбрала? Изгубената роза. Изгубената роза. Добро. Сега имаме уште две книги. Имаме Премрежето на критиката и Забранета одаја. Што би одбрала? Забранета одаја. Забранета одаја. Океј. Значи на крај од книгите што ги добивме, остана Забранета, што ги избра, останавме со Забранета одаја. Сега, што е интересно, во Забранета одаја има 333, 335, 337 страници на кои што има, ја верувам, илјадници зборови. Ја ќе го правам ова и ти ќе кажеш стоп кога сакаш. Таму кај што ќе е стопот, ќе го запамтиш првиот само збор што се наоѓа во книгата. Може ли? Значи јас треба да кажам стоп? Додека ролам вака, ти ќе си кажеш стоп. Но што е важно? Ако, например, ти дојде збор што е поделен, например, кога, ќе го сврзеш со наредниот збор. Значи, например, во овој случај тука пишува кога излезе. Ако добиеш а, не а, ќе сврзеш со апортата. Ме разбираш? Ако добиеш, например, што знам, ме разбираш, значи ако зборот си бара сврзување, ќе го сврзаш. Ме сваќаш? Може да почнеме? Разбирам. Океј, кажи си ти стоп, ја вака ќе правам. Стоп. Добро. Запамти го, првиот збор. Нормално, кажав, ако е а нешто, запамти го, не ми го кажувајте, мола. Добро, не кажувам. Запамти што пишува? Запамтив. Така? Океј. Земав 3 книги, на крај останавме со Забранета одаја. Мисли на зборот што го имаш во глава, да се надевам, не мисли на чоколадото, мисли на зборот. Чоколадото, така, супер. Колку зборови има? Марија, кој беше зборот што го најдовме во книгата, ке те молам? Јас бев воодушевена, затоа што нашето стоп се случи кај Свети Петре, а денеска е Вознесението, кога всушност Господ Исус Христос се одделува од апостолите и Богородица, секако тоа е срекна раздолба. Ја во прв момент сакав да напишам рај. Мислев дека мислиш на рај, затоа и направив мала шала со тоа, немој да мислиш на чоколадото, бидејќи нормално дека рајот е поврзан со Свети Петар, така ли? Но не би било интересно јас ако доловам само делови од твоите мисли кои што се поврзани со рајот, нели? Би било многу интересно кога стварно би прочитал во твојата глава дека се наоѓа името Свети Петар. Гого? Повторно ќе повторам, ова е све илузија.